24 март во книжарницата Литература МК Суперстор во Скопје Сити Мол беа промовирани волшебните приказни и вистинска приказна за двете соседни кралства. Две книги за деца од младата авторка Марија Костадиновска. Книгите се во издание на Либи, дел од издавачката куќа на Арсламина публикации. Како промотор на книгите се јавува еминентната професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Извадоци од нив читаше професор Елена Ѓорѓиовска. Преку моите книги упатувам поучни пораки, како до најмладите читатели, така и до повозрасната публика. Светот на децата е чудесен, мора да ги сакате за да пишувате за нив, вели Костадиновска. Вистинската приказна за двете соседни кралства воопшто не е обична приказна, а е вистинска. За две вистински соседни кралства, за Хана една вистинска кралица и за Фран еден вистински крал. И не се случило еднаш некогаш, многу одамна во двете вистински кралства, како во сите други приказни. Туку сега вистински се случува. Додека пак книгата Волшебните прегратки е вистинска метафора за среќата со поучни пораки до децата и возрастните. Како илустратор на вистинска приказна за двете соседни кралства се јавува Александра Филиповска. Илустрациите во Волшебните прегратки се дело на Иванка Ниба. Авторката Марија Костадиновска е родена на 6 март 1990 година во Скопје. Дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, на катедрата за македонски и јужнословенски книжевности. Со пишување почнува во студентските денови. Во последните неколку години пишува книжевност за деца. Костадиновска е професионален едриличар и говори англиски, шпански и грчки јазик, а во изминатите години живеела во Шпанија, Италија и на Флорида. Многу сум горда и многу сум среќна што во овој голем број неизмерно ми значи, сето тоа говори дека имам вистински пријатели кои што ме почитуваат и кои што ги почитуваат исто така и мои другари. Најнапред, голема благодарност бидејќи кога си праваме на ретроспектива, што сум јас тука сум, бидејќи сум имала многу голема подршка, што е од малечка се до ден денес. Најпрво на мојата баба, мајка, тетка, потоа од моите учителки, кои што присуствуваат, од моите наставнички и професорки во основно училиште, да дојдеме до крај, од моите студентски професори кои што ме поддржуваат и се до ден денес. Јас сето ова што го напишав не се случи преку ноќ. Сето тоа се планирало со текот на годините и јас верувам дека она што го имам студирано во текот на моите 4 години на факултет, сите оние теории, оние анализи кои што сме ги правеле, читање и читување на делата, дека се резултат на сето ова што го правам. Инспирацијата за волшебните прегратки и за вистинска приказна на двете соседни кралства ја добив едноставно во еден порив. Тоа беше пред пандемијата, ги напишав приказните, а сето тоа беше бидејќи јас со многу години анализирав, перцепирав се она што се случува со родителите, децата и во целото наше општество. Така што сето она собрав со себе, решив да го поставам како една клучна тематика и проблематика во моите книги. Право се читавте во двете вака книгички кои што ги напишала Марија, кои се многу убави и многу лесни за читање и мислам дека ќе бидат вака големо задоволство ако не знам, ги прочитате. Односно прашањето на писара би рекла дека не беше во предизвик, него беше големо задоволство. Ние работиме детска литература во Ламина, така да ова беше само едно надополнување на нашата библиотека и беше се многу лесно и целата соработка со Марија беше многу гладко и се разбиравме, го гледавме текстот и направивме илустрации кои што ја направила цела книгичка. Благодарам на Марија што ја подсети и што ја напишала приказна, тоа што ми кажа дека изнад тага ми додаш уште една тага само од двата гитара и единствениот начин да се сруши таа тага е љубовта и нашите искрени приказни.
Именно според една позната миграционна, така наречена миграционна теорија, луѓето кога патувале во своите каравани ги носеле покрај многуте избрани работи и предмети, ги носеле сказните, тоа сказните од разните подневи. Затоа заедно со преселбата на луѓето се селат и сказните и се мешаат меѓу себе. Во бовчата, во торбулето, во ранецот, во куферот, заедно со сите основни потребштини, нешто храна и нешто повеќе вода, помалку облека, на пат тргувале и ги понесувале и своите приказни. Впрочем, тие и најмалку тежеле, зашто се носеле во срцето, во душата, но и во мислите. И сепак, тежеле доволно, зашто мудри зборови биле создадени. Така и Марија Костадиновска при своите патувања од девојка кон поголема девојка, од дете кон младештво, од дете кон возрасен, од својата кон другата, односно туѓата куќа, земја, од своето кон другото сопче, езер, море, го полнела и се уште го полни својот куфер. И еве, од нејзиниот куфер излегуваат две книги за деца. Вистинска приказна за двете соседни кралства и волшебните преградки. И еве од нејзиниот куфер игра во ритам нејзиното срце. Нејзиниот куфер диши во ритамот на сите оние здодевности на кои е подготвена храна и на сета онаа забава на која е препуштен Фран. Нејзиниот куфер може би е истиот оној куфер или ранец на Ведран препон со најкакви преградки. И така, тргнувајќи од потребата да се раскажуваат вистински приказни во кои детето ќе се одредува, и така лесно ќе биде или Хана, или Фран, или Ведран, или Мила, Костадиновска создава една приказна за две кралства и друга приказна за еден извонредно интересен Гушко град. Во двете детето е центарот на случувањето. Тоа е она што промислува. Тоа е она што доаѓа до одредени решенија и заклучоци. Никој не му кажува како треба да постави, за да излезе од непријатните ситуации. Исто онака, како што шекерното дете само доаѓа до тоа да го слободи заробениот слади. Исто онака, како што Маша преку секојдневните згоди и незгоди со својот пријател Медо ги открива тајните на животот. Така и Хана и Фран успеваат да си ги повратат изгубените кралства. Така и Ведра и Мила успеваат да ја вратат вербата во преградката и радоста во Гушко град. Костадиновска со леснотија успева да ја развие својата авторска приказна врз фонот на народната. Така чудесниот, сказновитиот свет го развива низ постојаното поигрување на реалното и нереалното. И при тоа нивно спојување го остварува без страх и без морбизност. И покрај тоа што противниците се именувани како Лошотилу или Господја Злоба, и покрај тоа што завладува кралството Лошотилија, а и Гушко град повеќе не е тоа, зашто преградките и гушките тотално се гнуваат. И времето во кое живеат нејзините ликови е позајмено од народната приказна. Така тоа се манифестира преку неодредена минатост, се случува некогаш и некаде без историско ситуирање. И така, се додека се чита приказната за двете соседни кралства, се дотогаш Хана и Фран ќе се борат за своите кралства. Се додека се чита за волшебните преградки, се дотогаш ќе живее и Ведран во Гушко град и во земјата Истинија. Просторот инаку линеарен, абстрактен, тесно поврзан со самото дејство. Се чудесните кралства и уште понеобичниот Гушко град. Средбата што Хана од кралството на злодевноста и Фран од кралството на забавата ја остваруваат со Лошотилу, кој сака да го создаде кралството на Лошотијата или едноставно кралство Лошотилија, е една средба преголна со символи. Така, двете кралства дели едно огромно езеро, кое живеат риби со остри сака.
т.е. така наречени пирани, и кој како простор може да символизира самата подсвест. Така езерото Лошо, покрај хронотопичноста како подсвест, ја манифестира и хронотопичноста како практика. Војната, која започнува лошотурчињата, вооружени со билушки, искршени играчки, пружини од пенкала, джамли и секакви други дребори, е всушност пресметка на лошото со доброто, но и пресметка на лошото со злодевното и забавното. И во тој контекст, таа е вистинска борба на хаосот со космосот. Во таа безпоштедна борба, Хана и Фран стануваат заробеници и како такви се казали со тоа да висат, замислете, закачени со штипки на жица, исто онака, како што се закачуваат во дените алишта за сушење. А ако паднат, тогаш ќе се ступуваат директно во езерото Лошо. И да се свирка с уста. Хана, како и обично, чита до деца. Стимулувам представи. Не можам да ви сам намирам. Ме да концентрираш. Се образи Хана на Фран. Ау, извинете, ваше височество. Рече Фран, не смеха. Сериозно е. Ништо не е смешно. Изгубихме кралство да свајкаш. Рече Хана. И си ги вратиме пак. Но грижите. Рече Фран. Како? Любопитно попраша Хана. Не ми текнува во моментов како, ама сигурно постои начин. Сигурно пишува некаде како се крајка изгубените кралства. Може би во некоја книга, праша Хана. А ти колку книги имаш прочитано? Хана го праша Фран. Јас имам прочитано 17 Фран, бидејќи никој не му поставил досега вакво прашање. Па набрзо го одговори. 17, излажа Фран. Јас имам прочитано досега 8, со теци од лани и оваа година. Излажа и Хана. Иако и бајцата заедно има прочитано 0 книги вкупно. Затоа што Фран не престана да се миша на житата, таа попушти крц се скина. Ха, чао, за секогаш гудбај, рече лошотило, кога виде како Хана и Фран паднаа во лошо. Смејќи се злобно и махајќи со раката на езерото. Ваква улога, ајде аплаузао. Ваква улога, хронотопичност на трагот, има и некогашната продавница за преградки, која се трансформира во продавница за злоби и во која на највисоката полица, во тегла, се скриени сите некогашни преградки како највкусен мармалад. Така и во едниот и во другиот случај, тоест и езерото Лошо и продавницата за злоби му помагаат на детето слушател, а потоа и на детето читател да ја доживее, да ја преживее инициацијата, тоест пораснувањето на Хана и Фран од вистинска приказна за двете соседни кралства, но и на ветрани мила од волшебните преградки. И низ тој чин да му се случи и на тоа дете лично инициирање, тоест пораснување. Па ајде да видиме како изгледа таа продавница, која што некогаш била продавница за преградки, а сега е продавница со страхни да кажем.